Македонија ја продолжи традицијата за освојување медали на европските првенства во карате, за тоа се погрежи Петар Спасеновски, кој во дисциплината борби се закити со бронза, веднаш по пристигнувањето во Македонија. Гостин ни е во Македонија наутро. Добро утро, Петар, добре дојдовте и благодарам за гостувањето. Добро утро и до вас, добро утро и до МТВ и до гледачите на телевизијата. За да сумираме колку е успешен спортот, ќе кажеме дека вашиот, меѓу другото, е 16-тиот медал во македонското карате на европските првенства, вкупно 4 победи од 5 борби, така, ведени со до медалот во категорија од 84 килограми. Она што ме интересира, немавте нешто многу време, ниту да се видите со блиските, ниту да сумирате впечатоци, но свесни што се случи на надпреварот, нели? Па, да, најпрво морам емоциите се уште свежи на тек сега кога веќе дојдов дома, отспав и сватив што сум направил. Станавте свесни за успехот? Да, па веројатно. Како што напоменавте, ова е 57-о европско првенство кое се одржа во Газиантеп, Турција. На истото имав 5 борби, каде што имав и 4 победи. Хрватот Енис Гарибовиќ беше единствениот. Да, тоа беше полуфиналната борба, каде што за жал загубив и не успев да се пласирам во финалето, но тоа само може послужи како еден мотив и едно искуство за понатаму да продолжам и да направам што подобри резултати. Кога ги споменуваме резултатите, ќе кажеме дека има значајни со кои може да се пофалите низ годиниве. Ќе набројам само неколку. Поранешен европски првак за јуниори до 21 година во 2019-та, трет на европското првенство за јуниори 2016-та. Ова се само споменав многу мал дел од успесите кои ги имат изминативе години. Некаде прочитав големи беа жртвите и подготовките за да се стигне до овој медал. Што значеше тоа и што се предходеше пред Турција? Па да, како што прочитавте, големи се жртвувањата и одрекувањата, затоа што секојдневното тренирање, по 2 пати на ден, како спортисти сме во сала, поминуваме околу 4 до 5 сати во сала секој ден. Тоа одрекување од многу работи кои моите врсници ги правеле во текот на годините, што јас не сум можел да ги правам. Цело време сте на пат, цело време сте по турнири и цело време вежбате на припреми. Исто така пред ова европско првенство кое што се одржа, бевме 2 пати на припреми во Црна Гора по 7 дена. Тоа се едни тешки тренинзи по 2 или 3 пати на ден, каде што сте во сала и вежбате и се припремате за едно преварување. И за среќа ова беше првенство каде што заврши со одличие и се надам дека така ќе продолжиме годинина. Впрочем, медалите, наградите се доказ дека македонското карате и тоа како може да се носи рамо до рамо со светското, но кога сме веќе кај светските противници, кои се оние најсериозните, кои беа најголем предизвик? Па дефинитивно овие што се на европско првенство, како карате на европско ниво е доста јако каратето. И сите овие што се таму се државни шампиони. Морам тоа да го напоменам дека не може било кој да се пријави на европско првенство, но тие се државни шампиони и оствариле некоја претходно норма за да се квалификуваат на европското првенство. Значи тие се најдобри за оваа година во нивните категории. Во најдобра форма и така да тоа е практично врвот на Европа, а и во светот воедно. Задоволството од успехот не го криеше ниту селекторот во борби Александар Кузмановски, кој што изјави дека репрезентацијата беше мотивирана на највисоко професионално ниво, вели владееше колективен дух, позитивна енергија. Воедно во неговото интервју додаде дека токму вие и Вероника Костовска ветувате многу и во иднина од вас најмногу се очекува. Тоа е мотив повеќе или товар на плеќи поголем? Па, веројатно мотив, бидејќи кога веруваат во тебе, знаеш дека имаш поддршка и од селекторот и од целата карате репрезентација, исто така и од мојот клуб, од моите клубски колеги, од мојот тренер Бошко Заборски.
кога те бодрат и кога работат секојдневно со тебе и те мотивираат, нормално е да сакаш и да оствариш некој резултат. И доаѓаме до една тема која што е горлива за многу спортови во нашата земја. Факт е дека условите за спортување се клучни за успех. Какви се условите за спортување на каратистите во нашата земја и придонесува ли државата со своите спортски институции во поддршка и промоција на истата? Да, се помага колку што можат. Тука и Агенцијата за млади спорт, кои со резултати од европски и светски надпреварувања доделува стипендии од меѓународни и од светски категории. Конкретно за ова трето место е стипендија од светска категорија. Тоа е најголема стипендија во нашата држава. Тука исто така за среќа имаме како каратисти на карате клуб Мак Петрол имаме премногу добри услови за функционирање, за вежбање и за одење по надпревари. Тоа ни го овозможува карате клуб Мак Петрол и тренерот Бошко Заборски. Еден голем поздрав за него, кој секојдневно се вложува и секојдневно се нас на тренинзите и ни дава неизмерна поддршка. Споменавте многу жртва и многу одрекувања како подготовка за секој надпревар. Кои се надпреварите кои што ве очекуваат? Има ли впрочем надпревари летниот период или сега правите своевидна пауза? Кондицијата не треба да се дојдува до прашање, знам дека ќе има тренинзи, но што е со надпреварите? Ова лето имаме густ период. Густа агенда. Да. Да. Сега овој викенд, наредниот викенд имаме Балканско првенство, ќе се одржи во Белград. После тоа имаме Медитерански игри исто ова лето на крајот од овој месец. Потоа имаме Европски универзитетски игри. Тоа е крајот на месец јули. Така да ова лето ќе има густа агенда и ќе бидеме цело време на татамите. Нема простор за одмор. Нема простор за одмор, да. Кој е најсериозниот противник на Балканското првенство еве како најблиско спортско случување за извесен период? Веројатно некој од домакините. Секогаш така тешка борба кога се бори со некој домакин. Како што се борев и ова европско првенство со Зошто публиката има влијание или? Некако кога си на домашен терен е полесно, публика и посигурен си, дома си едноставно и некако полесно се чувствуваш. Тоа е со надпреварите кои што следуваат, но оно што сакам да ве прашам, претпоставувам дека и периодот кој што доаѓа и годините ќе бидат години кои што се резервирани за жртви, за одрекување и подготовки, но претпоставувам дека секој спортист, секој човек има одредена цел. Која е спортската цел за 10 години од сега? Како спортска цел, веројатно некој злато од европско или од светско надпреварување, бидејќи сите како спортисти се целиме кон тоа и сонуваме да бидеме шампиони. Така да тоа би било. Бронза донесовте од Турција. Претпоставувам дека знаете дека и кај нас скалата е подигната за еден чекор повеќе во однос на очекувањата. И така е впрочем секогаш, очекуваме повеќе, па се надеваме ќе го добиеме. Еве, ако не друго, нека почне со Белград, може? Така е, да. И откако ќе се вратите од Белград, повторно ве очекуваме во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата и се гледаме со некоја наредна прилика со уште многу успеси. Благодарам за отстапеното време, за тоа што дојдовте во Македонија наутро, бидејќи знам дека уште не сте наспани како што треба. Благодарам. Благодарам, Петар. Благодарам.